Граѓаните кои освен плата, пензија, приход од земјоделска дејност или приход од вршење на самостојна дејност оствариле дополнителни приходи по други основи, задолжително треба да поднесат годишна даночна пријава и да ги прикажат своите приходи во управата за јавни приходи најдоцна до 15 март 2016 година. Што значи сите граѓани кои оствариле дополнителни приходи по основ на кирии, издавање имот, закуп или подзакуп, приходи по основ на авторски права и индустријска собственост, приходи од повремено или привремено вршење на услуги, приходи од исплатени дивиденди, приход од капитална добивка со продажба на учество во капитал и недвижен имот, задолжително треба да поднесат годишна даночна пријава. Исто така треба да поднесат годишна даночна пријава и граѓаните кои оствариле приход на кој им е исплатено приход по основ откуп на цврст отпад, на граѓаните кои им е исплатено регрес за годишен одмор, односно К15, доколку добиле граѓаните некоја добивка од општите игри на среќа, лото, бинго, квизови, други наградни игри, треба да поднесат годишна даночна пријава. Доколку се членови на органи на управување, доколку оствариле приходи од како поротници, советници, вешти лица, исто така треба да поднесат годишна даночна пријава. Граѓаните кои оствариле приходи по основ приходи преку интернет, трговија, треба да поднесат годишна даночна пријава. Доколку оствариле приходи по основ извршени услуги преку специјализирани страни, поставување реклами на сопствени интернет страни, прогнози, доеви на типови за спортски надпревари и слично, значи треба да поднесат годишна даночна пријава. Годишната даночна пријава ја поднесуваат во канцелариите на управата за јавни приходи секој работен ден од 8:30 до 18 часот и сабота од 8:30 до 14 часот. Исто така, годишните даночни пријави може да се поднесат и во контакт центарот на управата за јавни приходи во Скопје, градски трговски центар, втори спрат. Годишните даночни пријави може да се поднесат и преку пошта, до надлежните регионални дирекции, во зависност од на која дирекција граѓаните и припаѓаат по место на живење. Доколку се регистрирани како корисници на даноци, граѓаните годишните даночни пријави можат да ја поднесат и преку електронски пат.